Почитуван градоначалник, почитувани раководители, драги колеги советници, добар ден. Сите советници сме присутни и ја отварам 36-та седница на Советот на општина Крива Паланка. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам на сите за разбирањето што го покажавте и ја закажавме оваа интервентна седница на Советот, на која имаме само 2 точки, но по однос на дневниот ред и утврдување, потоа ќе продолжиме со тоа. На самиот почеток, знаете дека Општинскиот кризен штаб функционира. Јас како председател на Совет сум командант на тој кризен штаб, но секако кризниот штаб го води градоначалникот на општината. Уште од самиот почеток, со прогласување на вонредна состојба, беа одржани и се одржуваат состаноци, за кое самиот градоначалник ќе ни информира повеќе. А вие сите се информирате преку медиумите, знаете кои се препораките од Општинскиот кризен штаб, знаете кои се препораките од владата, но она што го презема Општина Крива Паланка и Општинскиот кризен штаб, подетално ќе ни каже градоначалникот. Поведете, градоначалник. Благодарам, председателке, почитувани советници, почитувани присутни од општинската администрација. Ја користам оваа прилика, иако седницата беше закажана како вонредна, не по однос на ова прашање, но можноста да информирам изворно и вас, и јавноста за состојбите во Крива Паланка по однос на спрешување со коронавирусот, кој што е како пандемија веќе прогласен и имаме, значи, и како држава, но и во меѓународни рамки навистина обврска и должност да се справиме најдобро како што можеме. Седницата ќе започнам, односно моето излагање ќе го започнам со тоа што можеби е неубава информација. Денеска Крива Паланка има првиот случај на заразен со коронавирус, но тоа не значи дека треба да правиме паника. Треба да имаме тревога затоа што лицето кое што е најверојатно позитивно ќе биде потврдено во тек на денот и официјално од медиумите, не би откривал имиња и презимиња, со тоа што само заради смирување на целата ситуација ќе кажам дека истото лице е заминато во Скопје уште на 9 март и таму се наоѓа на лекување во болницата во Козле и веројатноста е дека е заразено во самиот медицински објект, а не е тргнато од Крива Паланка како носител на овој вирус. Тоа може да биде една од обяснителните околности, но не значи дека треба да се однесуваме неодговорно во целата состојба. По таа насока ќе кажам дека Општина Крива Паланка уште пред да настане целокупната состојба која што е на многу повисоко ниво и алармантна, беа преземени поголем број на чекори и како некој кој што раководи со Општинскиот кризен штаб, веќе беше свикан неколку пати, беа донесени неколку препораки, сугестии и укажувања, за да се она што се насоки, овие средни состаноци бидат сведени на минимум, координативните активности кои што ги имам со надлежните институции на локално ниво, а тоа е Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, санитарниот, здравствениот инспекторат, пазарниот инспекторат и сите служби во рамки на општината како што се оделението за внатрешни работи, ги вршиме секојдневно, ги вршиме телефонски и ги превземаме сите мерки кои што се неопходни за да еве барем Крива Паланка ја држиме на ова ниво како што е до денес. Имено од самиот почеток, пред појавувањето на изземањето на пошироки размери на овој вирус и состојбите кои што беа во дебат, Општинскиот кризен штаб се состана и констатираше дека најголемата опасност е поразната граница која што беше отворена во тој момент, односно ДВБ, и навлегувањето во тој момент и на луѓе кои што беа транзитно поминуваа преку Крива Паланка или беа повратници од странство, но и сите оние кои што можеби беа како прилив на луѓе кои што доаѓаат од Куснидул и Пазарија секојдневно во обиктите во Крива Паланка. Сакавме да го превенираме и на тоа укажавме на надлежните институции. Набрзо после тоа дојде до затворање
на овој граничен премин и она што беше најнеопходно е првично да се обезбеди самиот граничен премин. Службите на Црвен крст и општина Криа Паланка во соработка со територијалната противпожарна единица действува можеби десетина дена порано пред да биде затворен овој граничен премин и правеа контрола на сите патници кои што се враќаја на граничниот премин како една од превентивните мерки. Напоредно со тоа беа затворени двата споредни гранични премини кон Голеш и Трговиште, за да после тоа дојде за затворање на граничниот премин Деве Баје. Со затворањето на граничниот премин Деве Баје, службите кои што беа модулни од Црвениот крст и општина Криа Паланка се повлекоа и продолжија да действуваат на локално ниво. Напоредно на тоа беа отворени две телефонски линии. Една телефонска линија беше за помош на лица стари изнемоштени или лица кои што се наоѓаат веќе во изолација во домашни услови, и втората телефонска линија беше за психосоцијална поддршка на луѓето кои што се наоѓаат во некаква изолација. Овие линии функционираат до ден денеска и секојдневно имаме информација од Црвениот крст дека на овие линии имаме телефонски јавувања и барање за помош од граѓани. Напоредно на ова, Црвениот крст активно работи како мобилен тим во координација со општинскиот кризен штаб за распределба на секаква помош, вклучувајќи и медицинската, заштитната опрема, средства за дезинфекција, храна или пакети во координација со Центарот за социјални работи на оние семејства кои што се најзагрозени или на кои што тоа е најнеопходно. Во ова прилика ќе ги кажам мобилните телефони за јавноста, доколку се од интереса, тоа е 078 30 30 60 за посета страна на мобилните тимови кои што можат да достават храна, лекови и средства за хигиена во домашни услови, и телефонскиот број 070 94 97 76 за психосоцијална поддршка. Напоредно на тоа, на сите институции им беше дадена насока, како што знаете од порано, а тоа се пред се воспитно-образовните, да бидат затворени, наставата да биде прекината и да почне да се одвива онлайн, односно да се држат часови со учениците, за да оваа недела преку СЕМОС обезбедиме и онлайн обука за сите наставници во сите три училишта во општина Криа Паланка, и тоа Јоаким Кршовски, Илинен и средното училиште Ѓорче Петров. Обуката веќе е потврдена и закажана за овој четврток и петок во неколку модули. Исто така беше сугерирано и сега морам да кажам дека трговските објекти се придржуваат до мерката за проток на купувачи во рамки на самите оние маркети или продавници кои што имаат влез и излез, а сите угостителски објекти веќе се затворени полувременски период и оваа мерка се почитува. Имаше мали отстапки на објектите кои што работеат долж сообраќајницата А2 и транзитира преку Криа Паланка, тоа беа пред се неколку трговски објекти и бензинските пумпи кои што ни беа ризична зона на некој начин, таму беа дадени конкретни насоки за што и како да се постапува во вакви ситуации, а пазаришниот инспектор во соработка со санитариот инспектор беа постојано на терен. Исто така до сите стопански субјекти беа дадени конкретни насоки доколку се користат мензи, на кој начин тие мензи да бидат користени, како да се врши транспортот на работници до и од работно место и како да се организира производствениот циклус во текот на работниот ден, се додека не добиеме некакви дополнителни мерки или кои што ќе бидат преземени од страна на владата и Министерството за здравство. Напоредно на тоа, до сите совети на станари беа дадени насоки да биде извршена дезинфекција на сите колективни стамбени згради, а комуналец, почнувајќи од граничниот премин Деве Баје терминал, изврши дезинфекција на сите пристапни патни правци, сообраќајници во населовите на главната градска улица, со средства за дезинфекција и миење на овие површини, а напоредно на тоа беше дадена насока за затворање на сите спортски терени и игралишта за најмладите и затворање на зелениот градски пазар како едно место каде што циркулира поголем број на купувачи пред се од соседна Република Бугарија, односно од Кјустендол. Контролата од страна на сите служби, пред се тука, го сметам пазарниот, санитарниот и здравствениот инспекторат се одвиваат непречено секојдневно и тие работат и после работното време, и морам да изразам задоволство од она што е почитување и на полицискиот час, но и она што е почитување на одредените мерки од страна на сите
стопански субјекти и од граѓаните. До сега, во изминатиот период, се обезбедени некаде над 3000 заштитни маски кои што се дистрибуирани до сите институции на локално ниво. Во текот на денешниот и утрешниот ден очекувам количина од околу 1500 маски кои што ќе бидат ставени пред се на располагање на граѓаните, затоа што ние како институции веќе имаме доволно бројката на распределени маски и во здравствените институции и во сите институции на локално ниво кои што се постојано натпрени се на удар на своите работни места од контакт со странки, веќе на некој начин се обезбедени и сега значи поминуваме во нека втора фаза во која што овие маски кои што се веќе донирани од неколку општествено одговорни компании во градот Кривја Паланка ќе бидат донирани на граѓаните, така да ова нека биде една информација која што ќе биде од нивен интерес. Она што сакам да го споделам исто така со вас е дека од денес по соработка со Јавно здравје Куманово за сите наши пациенти кои што преку мој термин имаат потреба да направат бриз за проверка на нивната здравствена состојба, не мора да додат во здравствено Куманово, бидејќи Куманово е веќе еден од градовите кои што овој вирус зема поголем замак, за да не ги излагаме сите наши граѓани да заминуваат по Куманово, таква канцеларија за земање на бриз е оспособена во бараката на поранешен Вавилон, која што сите ја знаеме, и таму медицински екипи на Јавно здравје од Куманово и епидемиолог кој што е обезбеден од здравствено Кривја Паланка, ќе работат секојдневно на земање на брисови и ова услови ќе се врши тука во Кривја Паланка, а не во Куманово, за да го спрешиме оној ризик фактор кој што е на одењето и враќањето во соседните општини. И напоредно на тоа, покрај сите оние насоки и инструкции кои што се дадени не само на службите во општината за однесување на работно место, излегување, дезинфекција при влез и излегување од работното место, правиме дезинфекција на сите моторни возила кои што се службени, кои што заминуваат надвор од Кривја Паланка, напоредно на тоа треба да се почитува мерки од страна на сите нас како граѓани. Од денес во соработка со неколку луѓе од Кривја Паланка работиме на поставување и обезбедување на услови на 3 пункта за дезинфекција на моторните возила при влез во Кривја Паланка и најверојатно според оние услови кои ќе бидат обезбедени, истите ќе бидат третирани при враќање во градот, значи оние кои што доаѓаат можеби од Куманово, од Скопје или од граничниот преглед, на влезовите и тоа на Осички мост, кај Клучката пекарчова куќа и кај станицата за технички преглед на моторни возила, затоа што тие се трите влеза на кои што сметаме дека е неопходно третирањето на овие возила кои што се враќаат во градот Кривја Паланка, за некој начин ја превенираме и таа опасност за пренесување на овој вирус преку самите моторни возила. Секако наша обврска на сите останува како граѓани да ги почитуваме мерките на владата, на Министерството за здравство и евентуално сето она што имаме како можност да направиме дезинфекција во нашите домови, во нашите семејни куќи, во нашите лесови и да ги почитуваме мерките за останување дома пред се, недвижење во локалната средина на заедница, доколку се така нешто нема потреба, а секако и она постапка за дезинфекција наша лична или во кругот на нашето семејство, со што ќе допринесеме за превенирање и спречување на несакани последици. Тие се информациите кои што ги имам на кратко, евентуално ако имате некакви прашања, повелете она што го знам и го споделам со вас. Благодарам. Повелете, Игор. Овака, и како светничка група доведем пред се мене на сите. Како светничка група ги поздравуваме сите одлуки кои што ги носи општината кои се во насока на заштита на граѓаните. Би можеле, би сакал, доколку ние како Совет сите заедно, би можеле да допринесеме да се донесе уште некоја мерка, некој предлог кој што може да придонесе за заштита на граѓаните. Како например покрај овие што се до сега преземени, може да ги провериме и пекарските капацитети у Кривја Паланка. Дали имат, бидејќи не знаеме како ќе се развива вирусот, натаму како ќе течат состојбите во идниот период, колку време ќе трае, дали ќе има воведување на дополнителни мерки за полициски час, не знам, забрани за движење на граѓаните, дали ќе има доволно капацитет
да произведуваат и понатаму леп за граѓаните. За кој период би имале, доколку нема да се направени напори да се обезбедат брашно, суровини, се што е потребно. Истото да се види со аптеките. Како што рековте, бензинските е разговарано како да се однесуваат спрема возачите кои што доаѓаат. Исто би апелирал да разговараме и со продавниците кои што се долж магистралниот пат. Бидејќи нашиот граничен премин е затворен за влез на странски граѓани, меѓутоа нашите влегуваат, е дозволен влез, со возила е контролирано, меѓутоа транспортниот сообраќај, камионите ноцени идат самостојно, без полициска обезбедување. Дали да се сето тоа направи на граничниот премин преку полицијата и царината, со апелирање до возачите да не застануваат. Ако нема посебни потреби, од бензинските, по продавниците, застануваат и за разни физиолошки и физички потреби, не. Доколку може сето тоа да се сведе на минимум. Како што рековте, ќе отворите пункт за 2-3 пункта за дезинфекција. Може да се предложи до владата да го отворим пунктот за дезинфекција на граничниот премин. Уште подобро ќе биде за влез на граѓани. Тој веќе постоечи капацитет кој што само треба да се стави во функција, доколку е изводливо и може. Би можеле да направите напор да направиме како општина фреквентните места во градот, што се посебно маркетиве, продавниците, аптеките, барем пред нив да имат некои пунктови за дезинфекција, граѓани кои излегуваат, да може да дезинфицира рацете. Во тој поглед, доколку може, некој друг од советниците се што може, делење на маски, заштитни маски на граѓаните. И како советници се ставаме на располагање доколку е потребно да учествуваме во помош, без разлика на се. Мислам дека мерките се добронамерни во функција да ги заштитиме граѓаните доколку е изводливо и можно да предемеме и уште нешто. Со што би спречиле евентуално ширење или појавување во нашите општини, сами Да, благодарам во секој случај на сугестиите, дело на што напоменавте, на некој начин веќе се спроведуваат дел од овие работи кои што гледате се корисни и да земени во предвид. Јас она што сакам да го кажам заради тоа да сето на или страф или паника која што се јавува кај граѓаните, ја сведеме на минимум затоа што секоја паника предизвикува дополнителни проблеми. Прво, залиха на храна и прехранбени продукти, лекови, средства за дезинфекција има доволно. Значи, тука нема потреба да се прави паника дека може би утре ќе снема брашно или зејтин или не знам што, за да не биде до стихивно празнење на маркетите. Значи, има доволни количини и државата обезбедена, соодветно на она што може да трае ова како ситуација до месец, два или може би 3, има доволно количини за да не дојде до некаква ситуација со која што ние би имале недостаток на вакви продукти. Односно, она што го предложите за пункт за дезинфекција на граничниот премин, да, како предлог е добар, но таму државата трябва како што располага со простор, затоа што ние леки ги поставиме на нашите локални улици, не на магистралниот пат, туку на локалните патни праци, затоа што на магистралниот немаме право да поставаме вакви пунктови. Од аспект на тоа дали се контролира пекарите или луѓето кои што работат во продавници, да, речи во сите големи маркети ги имаме средства за дезинфекција во самите влезови, а санитарниот инспектор е во обиколка на сите производствени капацитети и со него дневно може и поеднаш или два пати доколку има потреба, а исто така и со одделението за внатрешни работи, затоа што оние кои што се пропуштаат од граничниот премин се водат стриктно со придружба на полициски возила и тие не застануваат по текот на движењето, доколку за тоа самата придружба не одреди или не процени дека има потреба. Се водат организирано во конвои и тука немаме веќе запирање како што имавме порано во некаква продавница, бензинска пумпа или слично. Ако се тргне во ДВБ, се застанува можеби Скопје, Куманово, Охрид, на намо добре што треба да биде крајната одредница. Така да, од тој аспект на некој начин сме обезбедени и она што вие потенцирате дека сите како советници сте на располагање, да, јас можам да кажам од моје лично име благодарност за сите оние луѓе кои што и претходниот апел кој што беше за вклучување
на луѓе од граѓанскиот сектор, од политичките партии, а се тоа го канализираме преку Општинската организација на Црвен крст. Сите вие кои што имате желба да се вклучите да помогнете, таков е договорот со Општинската организација на Црвен крст, значи сите пријавени волонтери се регистрираат таму, им се дава кратка доведна одлука како и на кој начин се постапува и евентуално во согласност со она што се потреби и активности на Црвениот крст, се даваат и обврски кои што се вршат во текот на 1, 2, 3 или повеќе денови во зависност од колку што има потреба. Така да секако помош е добредојна и пак ти кажам, ја поздравам вашата спремност да се вклучите во оваа активност со тоа укажување дека пријумањето може да биде и тука во општината, па ние како генерален список ќе го дадеме на Општинската организација на Црвен крст, која што ќе ја преземе понатамошната координација со сите волонтери кои што се вклучени во било какви тимови. Благодарам. Победитање. Благодарам, еве и јас прво добар ден од мене. И јас сакам да искажам благодарност за залагањата на Општинскиот кризен штаб и на владата на Република Северна Македонија за сите напори кои што ги прави во борбата против оваа болест која секако го зема голем замах и еве веќе носи и жртви. Сакам исто така да укажам дека и нашата советничка група стои на располагање и ние веќе го дадовме телефонскиот број на нашата советничка група во Црвениот крст, доколку имат потреба од било каква помош, ние стоиме на располагање, но јас се сложувам со колегата советник од ВМРО и коалицијата нивна дека ние во оваа ситуација не треба да имаме поделба на наши и ваши советници или па групи, туку сите заедно треба да застанеме во борбата против ова зло, да помогнеме. Јас би сакала да апелирам до граѓаните да се придржуваат до мерките колку што е можно повеќе и би сакала да ги пофалам дека во последно време, посебно последната недела, се гледа и на терен дека тие веќе ги почитуваат мерките, свесни се за ситуацијата во која што се наоѓаме и само така заедно, сплотени, слушајќи ги препораките, давајќи идеи и насоки, ние ќе успееме да се избориме и со оваа состојба во која што се најдовме, нели не по наша вина, тоа е глобална ситуација, за да можеме потоа да функционираме на нормален начин и да го продолжиме нашиот живот. Благодарам. Благодарам. Марија Повере. Така, за жал, слушнато дека сега првиот наш член Илија Паланка се појавил со коронавирус. Прво му пожелувам по закон што побрзо да закрне и лесно да помине. Најверојатно е така е настанато во после со тоа што бил, затоа што нели имаше еден пациент претходно во Оттекова, мислам да беше, што е таму заразен. Но да видиме дали може општината да се тоа дека биде приватно и да биде во јавност и се. Неговиот анкетен лист сигурно има кои од Крива Паланка, нели блиските сродници се му на посета доаѓале и се така. Тоа е вид потенцијални заразени, што може да се каже. Дека биде се во знак на приватност, но доколку може да дојдете до тие податоци, нивната околина да биде од страна на нашата општина дезинфицирана, мислам, под јавните површини, улиците, блиските продавници, кај што најмногу ги користеле тие блиски сродници, со тоа што не значи дека се заразени, но превентивно може да се делува така. Беше знак, мислам, прашање на време кога ќе се открие некој заразен и него сигурно Крива Паланка нека да остане имуна на тоа, ова е пандемија во цел свет, така да се знаеше дека ќе дојде до заразување без стигматизација од страна на наша или некоја правење паника, па да ги отврдиме тие граѓани што се ги во самоизолација и така натаму, но еве доколку може општината може да делува во однос на нивната околина, поголема дезинфекција, локалните продавнички каде што се движеле тие луѓе, блиските сродници односно на пациентот. Исто и втора сугестија е моја, доколку имате, рековте дека имате на салите маски, може што побрзо да се поделат и тоа мислам дека ударно сега е со пензионерите на банките и пред аптеките. Тоа е нешто што најзнаеме дека се најкритични,
со оглед на нивното заклучување до 11 часот дека може да се движат, мислам дека првите маски треба да, доколку не се земе за време през возир, може на тие пунктови, на тие локални места, пред банките и пред аптеките да се стават со делење на маски и дезинфекциони средства. Благодарам. Да, благодарам на сугестиите и ги очекувам како количина 1500 броја во текот на денот, така да во текот на утрешниот ден овие сугестии можеби да бидат применети и да бидат земени во предвид. А односно втората сугестија исто така кругот на семејството кое што била на посета кај ова лице, сепак ќе поразговараме и ќе укажеме на тоа дека ќе мора да се преземат барем мерки на превентивно испитување на состојбата на тие лица кои што биле во непосреден контакт со ова лице, но и евентуално посета во здравствена установа. Роберт Повет. Благодаря на сите. Исто така, ова што денеска ни го сообщивте за нас, мислам дека е паметно дали преку некое сообщение на општината или како вие, пред да се даде дека најверојатно лицето е во Скопје, бидејќи ова е прв случај ако биде во Паланка, да не дојде до некоја паника, ширење на дезинформација меѓу граѓаните, може да не се злоупотреби. На некој начин, мислам, на луѓето ќе биде сигурно полесно и полесно да го прифатат, доколку се знае дека лицето подолго време не било во 9 март во Паланка и најверојатно дека таму е заразено. Да не стане некаква општа паника или нешто слично. Ќе дадеме да. Говорете, тоа е во ред како сугестија, не служено и седиството се снима и ќе оди во јавност, но и со вас го споделувам како информација за да тука ја спуштиме топката дека лицето е веќе на болничко лекување од 9 март и се наоѓа во Скопје, најголема веројатност дека е заразено во самата институција, но може да биде изнесено и во медиумите како соопштение официјално со кое што да шират дезинформација. Знаеш, наравно како Карасти каже, доволно еден искочи да каже таму се заразили, да стане општо, макар ништо не е ново, тоа е што рече колешката, дај Боже да не избегне, но не верувам дека тоа е општо, глобално тоа е тоа. Поред. Благодарам. Да, благодарам. Што е на располагање за било кој време за било што. Благодарам на сите за сугестиите, за предлозите, за мерките кои дополнително треба да ги преземе општинскиот кризен штаб. Во продолжение 36-та седница на Советот на општина Крива Паланка и за истата имаме две точки на дневниот ред. Прва точка предлог одлука за кофинансирање на проект изградба и реконструкција на тротоари во град Крива Паланка, десна страна во должина од 2 плюс 240,74 метри. И втора точка предлог одлука за кофинансирање на проект за партнерно уредување на спортски комплекс, подобар спортска инфраструктура за подобро здравје на сите. Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, дневниот ред е усвоен. Првата точка. Предлог одлука за кофинансирање на проект изградба и реконструкција на тротоари во град Крива Паланка, десна страна во должина од 2 плюс 240,74 метри. Има ли потреба од некое објаснување? Не. Ако сакате и по двете. Благодарам за избор председателке. Токму поради овој беше идноста на самата седница, зашто е свикана како идна седница на Советот. Именно од дописот кој што е добен од Североисточен-плански регион, затоа што ние овие средства за кои што аплициравме за изградба на тротоарите по левата страна на улицата од Стара Чаршија до станицата технички преглед на моторни возила и таа е делницата која што треба да биде платена со овој проект. Дописот кој што стаса од Североисточен-плански регион, во кој што сме задолжени во рок од 3 дена да им вратиме повратна информација со она што е постигната цена на аукција, односно на јавната набавка. Имено ние претходно донесовме на ваква одлука за одредување на приоритетен проект и за кофинансирање, со тоа што сега ги знаеме точните суми со кои што треба да учествува Бирото за регионален развој и општина Крива Паланка. И во таа насока што во моментот кога државата се соочува со пандемијата од COVID-19, сите средства кои што не се влезени во постапка за реализација ќе бидат одземени како салдо или средства од Североисточен-плански регион и ќе бидат пренаменени во борбата со оваа пандемија.
ние бидејќи побрзавме со нашата поставка и аплициравме за овие средства и веќе додавме до спроведување на таа тендерска поставка и избор на фирма, веќе сме чекали напред и насоките од Североисточен плански регион се дека доколку сме согласни со постигнатите цени, да им дадеме соопштение, тие да продолжат со поставката за потпишување на договор со изведувач на овие работи. Во спротивно, доколку не беше започната оваа поставка, имаше опасност средствата да бидат како фонд на средства пренаменети од оваа програма и наменети за справување со COVID-19 и од тие причини, веќе рокот беше 3 работни дена, веднаш по завршување на оваа седница и подпишување на одлука од страна на председателот и мораме да испратиме до Североисточен плански регион. Тоа е краткото објаснување за хитноста на самата седница. Благодарам. Поведе Рангелов. Отварам дискусија. Само прашање, значи мало појаснување од должина од 2 плюс 240,74 метри. Ова како да го тумачиме 2 км или 2 плюс 240? Не од нулта точка, значи нулта точка ја одредуваме кај станица за технички преглед на моторни возила. Фактички преглед така е тоа проектиран. 2 км 240 метри подолж на десната страна, движејќи се по улицата од десна страна. Фактички навраќање назад од лева страна. 240, 242. Тоа се мерки кои што ги употребуваат архитектите и проектантите, тоа е вообичаена нивна, значи се на се купната должина ќе биде 2 км 240 метри. Друго некој прашање? Поведе Роберт. На сугестија што знам темата, не знам дали се лесно поновно вчера до 4 беше после 4 полициски час. Мостот кај што е патот сега кај што за Свети Рахим, помеѓу стариот и новиот пат има мост со ограда. Новата ограда скоро пола нема. Значи дали да треба идно да се интервенира или да се стави некои ленти зашто е високо, тука може на 7-8 метри, за да режат дека фалеше едно парче, сега уште едно парче. Најверојатно дали имало некој меѓу време некоја сообраќајка или нешто, ама оградата од долната страна го нема. Полово време така, не е уште едно фарса. друго што може. Фалеше кратко парче, една сега гледам уште еден, значи уште е сигурно метар и нешто Ќе пренеса на службите да излезат на терен. Или нека стават некоја трака, зашто сега некој навечер, пешачат или некој со точно помине ова. Благодарам, Роберт. Дали имате некој друго прашање по однос на првата точка? Доколку нема, првата точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам 119 гласа за, првата точка е усвоена. Втора точка. Предлог одлука за кофинансирање на проект за парковно уредување на спортски комплекс, подобра спортска инфраструктура за подобро здравје за сите. Има ли потреба од објаснување? Отварам за дискусија или објаснување? Како? Отварам дискусија. Поведете. Дали некој сака да праша нешто? Поведе Рангелов. Да сакам да прашам, значи колку е сумата на целиот проект? Значи опцијата Турбо Черков со 1.600.000, колку беше за нашата страна на Турската амбасада и колку е целокупната сума за уредување на спортот? Значи, сега нема земјата за збор, ама цирка, значи, донацијата од Бугарска амбасада е околу 73.000 евра, од прилика приближно зборно, на која што сума, значи, при самото аплицирање беа земени во предвид 3 сегменти, и тоа асфалтирање на атлетската патека, изградба на мини голф терен и изградба на скејборд парк. Тоа се средствата кои што беа од Бугарска амбасада. Во втората фаза, Општина Пира Паланка заедно со службите презеде до комплетирање на самиот проект и атлетската патека која што беше асфалтна и која што не е погодна за одвивање на активности за рекреација или атлетски активности, презеде чекор за до комплетирање на проектот и поставување на гумирана подлога. Значи сега оваа асфалтна површина која што веќе е поставена ќе биде според сите стандарди на Светската атлетска федерација, затоа што така е во проектот, ќе биде обложена со гумирана подлога. Тоа беа дополнителни средства кои што Општина Пира Паланка требаше да влезе да ги
кофинансира. Она што е наше учество е сушност гумирањето на таа подлога и со самата сума со која што ние би кофинансирале и оваа сума која што ја имаме од Бугарска амбасада, на сума некаде околу 110.000 евра на целиот проект. Пак разборам приближно, не целосно. Пошто не ги знам точните проекти. Благодарам, градоначалник. Дали некој друг има некој прашање? Доколку немате, втората точка е ставам на гласање. Кој е за? Против? Воздржани? Констатирам со 19 гласа за, втората точка е усвоена. Исцрпен дневниот ред, ја завршувам 36-та седница на Советот на општина Крива Паланка. Ви благодарам за присуствието, ви благодарам за разбирањето и пред се за сугестиите што ги давате. Тоа ќе имаме нека седница наредна во средината на април, како најава. Се надам дека ситуацијата не има да биде алармантна и дека ќе можеме да одобриме. Така. Средината на април ќе видиме како. Со собствени изговориме и координатори се тука, значи преку председател заедно ќе го договориме